Така, се враќаме во студиото, минути за разговорот кој што ќе следи, на кој што ќе разговараме за социјалното предприемништво, креативноста, поврзаноста со природата, низ креативни работилници, а за сето тоа ќе ни каже мојата драга гостинка Марија Ѓоргиевска, основач и директор на Билки Лайф, Центар за одржлив развој преку хербализам. Добар ден и добре дојде. Добар ден, благодарам на поканата. Задоволство ми е што можеме да зборуваме за оваа исклучително важна тема, особено во последните години, кога верувам ќе се согласите сите граѓаните некако се навраќаат на здравиот начин на живот, на природата и на се она што не обкружува, а секако е клучно за едно убаво живење. Така, велат свеста за животната средина не започнува со некои големи одлуки, туку со мали секојдневни избори, тоа е поврзаноста со природата, со сето тоа што природата ни го нуди, но да го препознаеме и да го корисно да го искористиме. Марија, правите работилници преку Билки Лайф, вклучени се голем број и на ученици од помладата популација, но секако и други граѓани кои што сакаат да направат некоја, да ја кажеме, општо корисна работа, поврзана со значењето и со она што природата ни го нуди. Секако, традицијата за реализирање на едукативни работилници знаеме дека постои одамна. Образовните институции, разни институции, образовни центри кои што работат со дечиња од најмала возраст па и понатаму школска возраст, го работат тоа. Меѓутоа, ние сакавме да направиме една промена во делот на темите кои што се работат на овие работилници. Од тука, имајќи го во фокус она што и претходно го напоменав, природата, билкарството или хербализмот, ајде со помодерна терминологија, и начинот на кој што ние го работиме, тоа е една иновативна и интересна програма за да можеме да ги привлечеме, да го привлечеме вниманието на дечињата, ни дава навистина широка можност да ги осмислиме и да направиме разни теми на овие работилници. Од тука реализираме работилници поврзани со билкарството, но на еден креативен начин. Па изработуваме разни уметнички дела, разни боенки, креативни рамки со билки, каде што ги ставаме во фокус билките, да може дечињата да ги запознаат, да знаат што е нане, што е кантарион, што е жалфија, што е лаванда, значи живи, реални, каде што ќе може да ги допрат. И сето тоа дава еден едукативен аспект на она што сакаме да го постигнеме. Од друга страна, преку тој креативен дел, ние сакаме да ги поттикнеме и оние емоционални и сензорни, сите оние чувства кои што треба уште од најмали нозе да ги градат децата, но со фокус на едукација на билките, за да може да знаат дека тоа се лековити билки кои што може да ги ползуваат и да имаат навистина и кога ќе бидат веќе возрастни луѓе, да имаат полза во нивниот живот од билките. Досега сме одржале многу интересни такви работилници и теми, навистина е уживање кога работите со најмладите и тука можам да додадам она што за нас е исклучително важно е овие работилници, дека ги правиме и со лица со попреченост и тоа ни дава уште поголем мотив да продолжиме понатаму и да бидеме на линијата на нашата социјална мисија, која што Билки Лайф како социјално предпријатие ја има, а тоа е да ги поддржиме лицата со попреченост и да ја намалиме маргинализираноста во туризмот и токму затоа кога ги правиме работилниците во Билки Лайф во село Бродец на скоро 1000 метри надморска височина, тука имаме инспиративни денови со градинарење, со окопување, засадување, со специјални алатки за градинарење, што ни дава навистина задоволство гледајќи како сите тие лица и дечиња и повозрастни уживаат. Го спомена Бродец, контактот со природата најубаво е, нели, тоа едно навистина прекрасно место во Скопска Црна Гора, каде што можат, нели, да се најдат голем број на билки, да се направи тој првичен контакт со природата, да се диша чист воздух пред се, да се создадат нови идеи, но малку да се навратиме на оние почетоци, како се роди целата таа идеја за да се започне со Билки Лайф. Идејата се роди во време на корона. Тогаш некако се подсетивме сите на значењето на природата и на тоа колку таа ни дава, условно кажано, живот.
Така се роди идејата Билки Лајф да биде нешто што ќе подразбира допир до природата, разни искуства преку билкарството или хербализмот кои што ќе ги овозможиме на луѓето, преку разни содржини од кулинарство, градинарење, еколошки теми, до се она што може да значи враќање во природата преку разни концепти кои што ги нудиме во нашата работа. До оној дел на релаксација преку билките, изработка на соли за релаксација со етерични масла, со билки, со глинени садови кои што во текот на една работилница, например, ги користиме за да овозможиме уживање на учесниците и цел тој спој на она што е враќање кон природата, но и на традицијата, на македонското билкарство, на глинените садови, на природните материјали од оние старински платна како нешто што тие на крајот на работилницата го има да може да ги допрат рацете, да тој допир буквално да го направиме и да ги внесеме во тој свет. Така што целиот концепт од почеток до сега го држиме на иста линија и верувајте успеваме во тоа. Сите се воодушевени кога ја споделуваме нашата приказна, како може македонското билкарство да го промовираме и да го истакнеме како една вредност која што ја имаме. Верувам ќе се согласиме заедно дека досега билкарството беше сведено на подсетување на билките кога сме болни па пиеме чај. Ние сакаме да му дадеме вредност во смисла да го ставиме во разни улоги и да ги истакнеме билките како една наша вредност, затоа што тие од македонското поднебје се многу квалитетни и затоа едноставно имаме и многу драги соработници и компании кои што веќе ја гледаат можноста да ја покажат својата општествена одговорност, така што се радувам што од првичната идеја до денес Билки Лајф навистина многу добро ги поминува овие првични чекори, да речам, во градење на целата приказна кон јавноста и успеваме во тоа. И расте секако со проектите. Спомна дека имате интерактивен и едукативен пристап пред се. Јас би ги замолила колегите од режијата додека разговараме да ни пуштат инсерти, бидејќи имате навистина голем број на работилници, она што го спомена дека се вклучени голем број на дечиња и на лица со попреченост кои што можат да се пронајдат во секоја приказна поврзана со природата, меѓутоа генерално околу она што го велиме возрастна популација. Каде е интересот најголем? Со децата тие се можеби најдобрите критичари и сакаат така на едноставен начин, многу честно, многу искрено да го покажат тоа што ќе го научат. Меѓутоа генерално има ли посебна возрастна група која што може да се вклучи во работилниците? Ние не правиме селекција во однос на интересот кој што ќе се покаже или кон кој ќе се обратиме како групи за да можеме да понудиме искуство и едноставно да покажеме дека тоа е вредно да се помине како искуство. Така што во изминатите години сме имале навистина различни возрастни групи во однос на овие работилници, од најмалите, од градинка да речам, па до возрастни, например летово имавме повеќе работилници на дами кои што беа персонализирани, ќе речам, каде што тие уживаа во изработка на соли за релаксација, уживање во нив како едно спа искуство, модерно кажано, понатаму изработка. Значи сепак спој на она што се вели природа, постаро, автентично, архаично, со она што ги носат новите трендови. Да, ние строго внимаваме на тоа да го промовираме нашето богатство во делот на билкарството и традицијата од ова поднебје и да го споиме со модерното време и секако трендовите и барањата на новите генерации, па од тука од едни вакви спа, ке речам, работилници во кои што споивме јога и други интересни, популарни работи кои што се како активности се прават, така што уживаа сите кои што ги поминаа овие искуства и еве во 2026 година секако имаме големи планови во однос на темите и на можноста на што повеќе граѓани го понудиме ова исклучително убаво искуство со билките. Да, ќе поразговараме и за плановите за 2026
најпрво да ја заокружиме оваа година, бидејќи голем број на активности секако се фокусирани покрај на зачувување на природата, искористување на бенефитите од неа, она што го нарекуваме етево популарно хербалистиката, но и она што како традиција ни е оставено од нашите предци. Нели порано знаеме дека преку чаеви, преку билки се правеле голем број на лекови или некои природни препарати кои што имаат лековите својства, на тој начин секако го ја одржувале виталноста и здравието. Меѓутоа, мислам дека и фокусот последниве години е сведен можеби на искористување, земање нешто од природата, парче од природата кое што може навистина ни помогне. Дали свеста е подигната, имајќи во предвид дека се соочуваме секојдневно и со загаден воздух, со една силна урбанизација, која што едно модерно време, кое што не ни дава нам доволно време да си посветиме и за себе, да посветиме за семејството, за вакви проекти, кои што навистина можат и да не едуцираат, но дополнително и да не направат општо корисни. Секако дека има, ние се радуваме што трендовите се вакви, што луѓето покажуваат дека конечно ја препознаваат вредноста на здравиот начин на живот и враќање кон природата. Тоа може да го аргументирам и со трендовите кои што ги покажуваат преку избор и купување на производи каде што билките се главните суровини и каде што имаат можност директно да ги ползуваат бенефитите од природата. Од тука, како Билки Лайф, имаме и палета на производи во кои што лековитите билки, јадливите цветови се главните суровини, па имаме можност да понудиме здрави производи освен чаевите традиционално, од типот на разни зачини, рачно направени, собрани билките од еколошки чисто поднебје од Скопска Црна Гора, направени комбинации кои што даваат навистина можности да се ползуваат билките, но да има и ефекти во однос на витализација, подобрување на имунитетот, релаксација на организмот, убави мешавини кои што ги правиме со наши соработници нутриционисти, луѓе кои што се стручни за таа работа и нудиме навистина убави и здрави производи. Понатаму производи од типот на мед, сируп од глуварче, кое што е исклучително важно за имунитетот, понатаму во делот на сладката програма, колачиња, например, со мајчина душица, здрава варијанта, кој како преферира, и сето тоа во една палета која што навистина луѓето ја препознаваат и јас навистина сум среќна што се повеќе имаме купувачи кои што одлучуваат да купат производ од Билки Лайф. Тоа е чинам доволна потврда дека се враќаат убавите навики и патем враќањето кон природата преку изборот на вакви производи. Дали на овој начин доволно се поттикнува развојот на предприемништвото? Не би го рекла само женско предприемништво, да не ни замерат останатите, меѓутоа генерално дали ова е добар поттик за да се развие тоа предприемништво? Тој предприемнички дух кој што во последниот период за него навистина многу се зборува. Колку е тешко да се отпочне? Можеби нас секогаш се двоумиме, па размислуваме што е она што можеби би било таа иницијална каписла што би не натерала да направиме еден прв исчекор. Почетоците се секогаш тешки, но колку ова допринесува за таков еден развој, една поширока рамка? Се радувам кога гледам дека се повеќе луѓе се охрабруваат да создадат нешто ново и своите идеи да ги преточат во реалност од мал бизнис на почетокот па до нешто поголемо со целата упорност која што е составен дел на градење на еден бренд и бизнис. Кога зборуваме за почетоците, и ние сме на почеток, но верувајте многу тешко е можеби несоодветен збор, ајде ќе речам полно со предизвици, градењето и позиционирањето на една добра бизнис приказна или добра идеја, затоа што на нашите простори пред се ние имаме предизвик да поминуваме и низ процесот на едуцирање на купувачот. Зборувам за она што го работи Билки Лайф, затоа што, како што во еден наврат споменав, ние се подсетуваме на билките само кога сме болни и кога
дали ни е потребен чај, дали некои варијанти на билки лековити кои што треба да ги ползуваме заради болест. Како алтернатива некоја на класичната медицина, да. Не, ние сакаме тоа да биде нешто поразлично и токму затоа оваа бизнис идеја во процесот на нејзината реализација поминува можеби низ повеќе предизвици затоа што ние паралелно го едуцираме купувачот за целата оваа полезност од билките, па понатаму продолжуваме низ овие канали на комуникација, па продажба, за да на крајот ја завршиме продажбата успешно и да кажеме вие купивте квалитетен и здрав производ и тоа треба да продолжи како пракса понатаму. Така што на нашите простори е исклучително предизвикувачки, ќе речам, да се работи за нешто ново, кога се работи за нешто што е нов бизнис, но кога верувате цврсто во својата идеја и во нејзиниот бенефит во заедницата и што таа носи всушност, сите предизвици се надминуваат и тоа е потврда еве и со нашата работа дека иако е исклучително тешко, ние продолжуваме да ги едуцираме нашите купувачи и се радуваме што имаме се повеќе пријатели на Билки Лайф. Може ли од оваа временска дистанца, Марија, да кажеме дека руралното станува модерно? Станува, дефинитивно, можеме да кажеме. Јас еве сум пример, можеби, за таа девиза. Така што со мојата работа со Билки Лайф потврдувам дека руралното станува многу повеќе во фокусот денес од оваа временска дистанца, но верувајте, навистина го заслужува тоа. Имаме огромен потенцијал во руралната средина, можеме да спакуваме разни приказни од руралната средина, можеме да размислиме за многу идеи, и може да едноставно упатаме една сугестија до сите оние кои што размислуваат да прават некои бизнис концепти со руралното, навистина да веруваат во таа своја идеја, да бидат истрајни и да ја реализираат, да работат на нејзино реализирање и исполнување, затоа што потенцијалот е голем и Македонија може многу повеќе да ја експонира руралната средина и тоа да има економски бенефит за сите, особено за руралното население, може би на враќање на дел од луѓето во селата, каде што некогаш биле, и тоа е големо задоволство кога гледате дека нешто оживува, дека нешто добива нов живот во различен концепт секако од оваа временска дистанца, но расте, се развива, живее, допира до многу луѓе. И токму тоа, еве, нека биде мотив дека руралната средина има голем потенцијал да не се задржуваат на онаа стандардна тема или понуда која што сега доминира во однос на идеите во руралните бизниси, само етно, само понуда на храна која што е од руралната средина, наша традиционална не. Нека наоѓаат, нека истражуваат по македонските села, што е она што е автентично, нека го спакуваат на еден интересен начин. Не мора да е визуелно само привлечно, туку да има така и корист. Верувајте, и странските туристи ќе може да добијат многу поголема понуда, да ја презентираме Македонија и од онаа заборавена страна како што е руралната средина и со тоа сите заеднички да направиме придонес кон подобрување на руралната економија и генерално на економијата. Од она што сега секако го разговараме, прашањата се надоврзуваат едно на друго, го спомена една, дали може да кажеме дека на овој начин може да се создаде една, да ја речам, хербална туристичка приказна. Во голем број на земји искуства од странство знаеме дека токму тие автентични мириси, вкусови, природни работи можат да направат една добра, спакувана како пакет туристичка приказна и таа се продава. Дали ние сигурно имаме потенцијал, меѓутоа дали доволно го искористуваме? Потенцијалот не е искористен и токму ние, создавајќи хербално туристичко искуство за сите граѓани, но и хербално инклузивно туристичко искуство за лицата со попреченост, сакаме да ги направиме промените и да покажеме дека во руралната средина, во хербализмот, тоа може многу убаво да се вклопи и да се искористи. Како што и претходно напоменав, да не се држиме само до оној етно елемент од руралното, туку да најдеме нешто што е ново.
Верувам дека билкарството е нешто што многу добро може да се искористи од руралната средина и од еколошки чистите предели кои што ги имаме во нашите села, заборавени простори, планините и така натаму, и тоа да го спакуваме на еден убав начин. Затоа Билки Лайф нуди единствен концепт за хербална инклузивна тура и хербална тура во однос на тоа хербално или билкарско искуство, каде што македонските билки ги ставаме во фокусот на туризмот, на искуството, на уживањето на луѓето, за да можеме да им покажеме дека ние навистина и во овој дел имаме едно природно богатство кое што можеме да го ставиме во функција на туризмот, да ја збогатиме туристичката понуда, затоа што и во делот на туризмот традиционално се држиме до оној веќе стандарден концепт, понудата треба да се збогатува со нови форми. Хербалниот туризам или билкарството е одлична можност за тоа. Ние веќе имаме комуникација со многу туристички агенции, каде што ова го презентираме и веќе имаме интерес да ова наше искуство стане дел од нивните понуди, за што сме многу среќни. Така. 2025 Марија беше навистина плодна година за тебе. Јас те следам нели во однос на активностите кои што ги имаш. Беше избрана меѓу 10 жени кои што учествуваа во една престижна менторска програма. Дополнително направивте контакти и со голем број на високообразовни институции кои што секако на едно повисоко ниво, можеби и меѓусебно искуство, споделување на тоа искуство, примена на некои стекнати искуства, можат дополнително нели да биде додадена вредност на вашата работа? Оваа година навистина имавме многу активности и кога сте на почетокот треба многу повеќе да се работи за да постигнете едно ниво каде што ќе стекнете дополнителни знаења, каде што ќе се вмрежите со луѓе и со институции, организации кои што работат на тоа поле, така што се случија и сите овие соработки, активности, проекти во делот на екологија, во делот на одржливо земјоделство, понатаму ова што го споменавте, менторската програма, и сето тоа едноставно и на мојата работа, како некој кој што го координира социјалното претпријатие Билки Лайф и го води, даде дополнителни знаења и вештини да може што поуспешно да се прави тоа во понатамошниот период, но и едноставно да ја шириме приказната и да покажуваме дека сме пример за да можат да се мотивираат и други луѓе, други жени кои што ќе работат во областа на предприемништвото, секој ќе си го најде својот правец, дали тоа ќе биде поврзано со руралното или можеби со некој друг концепт на бизнис, но како и да е, веруваме и во жените како предприемачи, тие можат многу да додадат во тој економски развој и едноставно можеме сите заедно да направиме многу повеќе. Така што во однос на активностите на Билки Лайф, ние навистина можам да кажам постигнавме одлични резултати годинава и ја заокружуваме со големи успеси. Планови сега веќе ве стигнуваме до плановите за следната 2026 година. Што е она што е веќе прецизирано, и она што можеби стои како идеја што до прва ќе се реализира? Она што го започнавме годинава, го продолжуваме со многу интересни и нови збогатени содржини. Во делот на едукацијата, работилниците остануваат, како што реков, со дополнителни содржини, уште поиновативни, така што делот на едукација навистина ни е многу значаен во целиот овој наш концепт на работа. Лицата со попреченост, уште повеќе ќе речам, затоа што и годинава направивме многу такви активности и реализиравме, и во тој дел остануваме на нашата линија, социјалната мисија која што сме ја поставиле со основањето на Билки Лайф, да ја продолжиме, да ја продлабочиме и да бидеме цврсто определени на истата. Освен тоа, ќе продолжиме да ги реализираме договорените соработки со нашите соработници,
реализација на проектите кои што ги имаме, проектот ѓубриво од отпад од чај, кој што ни е многу значаен проект и тука градиме свест, покажуваме дека кесичката која што е отпад од чај не е ѓубре, туку таа може да биде вреден ресурс и од неа да направиме ѓубриво од тој отпад од чај. Исто така, како што напоменав, го реализираме и 26-та проектот со одржливото земјоделство, повторно насочени во руралната средина, проекти со средни училишта, каде што исто така имаме активности насочени во поттикнување на предприемништвото кај младите, но предприемништво поврзано со билкарството. Така. Новогодишни базари сега во духот на новата година и на празниците сигурно ги има голем број, се реализираат постојано тематски за да бидат покриени сите возрастни групи, сечи интереси. Дали земавте учество и зашто конкретно се однесуваат тие? Да, ова е добра можност да се презентираме пред се, но и да понудиме на граѓаните едно ново искуство во однос на избор, дали за подарок, дали пак само да купат нешто вредно и здраво за себе. Освен тоа, морам да го напоменам тоа саемско представување или изложување и на изминатиот саем Винска визија во Белград, но во делот на Food Vision, каде што се представивме како Билки Лайф и тука на штандот на Министерството за земјоделство покажавме една сосема нова приказна од Македонија, од она што се го нудиме, освен традиционалните компании со своите производи, дека и билкарството е нешто што Македонија треба да го промовира и верувајте на наше огромно задоволство, на нашиот штанд, луѓето беа воодушевени од тоа како сме ја спакувале нашата бизнис приказна и како билките од Македонија ние всушност ги презентираме пред јавноста. Освен овој значаен за нас меѓународен саем, како што претходно и споменав, имавме учество на повеќе такви саеми и манифестации каде што ги презентиравме производите на Билки Лайф. Така. Светот секако нуди бескрајни искуства од бои, од вкусови, од традиција. Верувам дека на тој начин ќе се прошируваат хоризонтите на сите од нас. Вашето искуство е навистина драгоцено и ценето, имајќи во предвид дека има и едукативна и хуманитарна димензија. Благодарам многу за овој разговор. Искрено посакувам уште многу реализирани проекти во новата 2026, имајќи во предвид дека се свртуваме се повеќе кон природата и мора тоа да биде така, за да знаеме колкава е незината важност за сите од нас, па верувам дека ќе имаме можности да разговараме и во следната година за уште поголеми реализирани проекти. Ви благодарам и вам на поканата и до сите ваши гледачи упатувам навистина топли честитки за убава 2026 година пред се полна со добро здравје. Се останато верувам ќе дојде кој како ќе го постави тоа. Благодарам уште еднаш.